Апелацискиот судија Ѓоко Ристов како да пропадна во земја. Ниту МВР, ниту обвинителство откриваат каде се наоѓа и дали за него е побаран притвор. Според неофицијални информации, судијата пред една недела им кажал на колегите дека е болен и дека ќе земе боледување, а мобилниот телефон не го користи повеќе од еден месец, односно откако беше отворена истрагата против адвокатот Фехми Стафа за подмитување на Ристов. На прашањето до МВР дали Ристов е приведен или во тек е постапка да му биде одредена мерка притвор, не насочија одговорите да ги побараме во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Оттаму пак велат дека обвинителството работи на случајот, а со детални информации ќе излезат во наредните денови. До крајот на денот надлежните ќе мора да одговорат каде е Ристов и дали е обезбеден, бидејќи според законскиот рок во полициска станица може да биде задржан само 24 часа и во тој период да бидат побарани мерки. Потрагата по дополнителни пари од сомнително потекло и по докази против осомничениот судија продолжува. Од МВР соопштија дека синокешната акција во која беа пронајдени 350.000 евра во еден од зидовите на домот на неговите родители во Неготино е една од најобемните полициски акции во историјата на Македонија. При претресот во содзидан простор во ѕидот се пронајдени 350.000 евра за кои постои сомнение дека биле незаконски стекнати и прикриени. Постапувањето е како резултат на дејствија превземени во рамките на опсежна истрага, откако на 14 декември 2025 година беше осомничен адвокат поради сомненија за кривично дело, примање награда за противзаконито влијание. Од финансиската полиција објаснија дека зградата во Неготино во која била спроведена акцијата е сопственост на родителите на судијата Ѓоко Ристов, како дел од широка и сложена истрага што ја води основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Управата за финансиска полиција по наредба на судија на претходна постапка минатиот викенд спроведе рација на локација во Неготино. Операциите беа спроведени под раководство на Управата за финансиска полиција во координација со надлежниот јавен обвинител. Рацијата беше спроведена во домот на родителите на лице судија во апелациониот суд во Скопје, осомничено за кривично дело, недозволена добивка и прикривање на имот. На судијата Ристов не може да му се одреди мерка притвор, се додека судски совет не му го одземе имунитетот. Советот ќе треба да одлучи во рок од 24 часа од оставеното барање со најмалку 7 гласа од вкупно 13 членови со право на глас. Согласност не е потребна само ако судијата е фатен на дело за кривично дело за кое е пропишана затворска казна од најмалку 5 години. Токму затоа таква согласност не беше потребна во мај 2024 година, кога врховниот судија Наки Ѓоргиев беше фатен на дело при земање подкуп од 10.000 евра како дел од повисока договорена сума за да интервенира во предмет за недозволено производство и трговија со дрога. Во истиот случај беше инволвиран и Иџет Мемети, тогашен член на Советот на јавни обвинители кој призна вина за примање мито за противзаконито влијание и се спогоди со обвинителството, добивајќи условна затворска казна од 1 година. Со обвинителството се спогоди и Ѓоргиев, кому му беше изречена казна затвор од 3 години и забрана за вршење професија.